Хеликобактерот е нешто што е една доста упорна инфекција и каде што по правило користиме повеќе типови на антибиотици. Обично се оди со тројна терапија, значи 2 антибиотика плюс вообичаено инхибитор на протонска пумпа, понекогаш и 3. Понекогаш таа терапија трае 2 недели, па ќе ги менуваме антибиотиците. Тоа знае да биде доста упорна инфекција и токму во тој контекст и во овој пример е изразито важно да се користи соодветен пробиотик. Бидејќи подолго време трае терапијата на организмот, независно што е трошокот дополнителен, доколку ние тоа не го користиме, правиме, не амортизираме штетата која што се постигнува. Од друга страна има специфични типови на пробиотици, како што е на пример Lactobacillus reuteri, кои што конкретно помагаат за да ефикасноста на таа терапија на хеликобактер се зголеми за 15-20% и се ординираат, значи, паралелно како дел од стандардната терапија на хеликобактерот. Така да немојте да ги потценувате пробиотиците во терапевтска смисла.